на сајмот на книга 2018 или со неколку нови изданија од македонски автори и 2 квалитетни преводи. Добитникот на роман на годината за 2016-та, авторот на Очи со боја на чевли и Телото во кое треба да се живее, Петар Андоновски, во Страф од варвари не води на најјужната точка во Европа, на еден остров каде по доаѓањето на двајца непознати руси веќе ништо не може да остане исто. Маестралната раскажувачка Кица Колбе, исто така добитничка на роман на годината за 2006 година, во својата најнова книга Земја на бегалци ја раскажува потресната егеска приказна од интимен и сосема поинаков автор. Кога веќе на 2 пати ја споминавме престижната книжевна награда, романот на актуелниот лауреат Фросина Пармаковска, Одбројување, на сајмот на книгата ќе го живее своето второ издание. 33 годишната наративна мапа на Скопје е под насловот на новата збирка раскази на Оливера Ќорвезировска, во која раскажува за улиците што ги нема, но сепак тие се тука, околу нас, полни со животни премрежија. По Додека Данте спие, Силвија Митевска продолжува онаму каде што застана и во шепотот на Данте ни подарува нови 8 возбудливи раскази чија сугестибилност нема да ве остави равнодушни. Филмски град на Игор Ангелков е неговата втора филмска лектира, возбудлива авантура низ филмските лавиринти на седмата уметност, во која ќе читате за македонскиот, балканскиот, глобалниот, тематскиот, класичниот и жанровскиот филм. По Лебарка и играта на Дениро, возбудливиот канадски романсиер Рави Хаш во Карневал не води во подземјето на Монтреал, раскажувајќи ни неверојатни приказни низ визурата на еден таксист. И на крајот, книгата по која сите лудуваат, Битлси, на норвешкиот автор Ларс Соби Кристенсен, затоа што Битлси е неодминлива инспирација на многу генерации љубители на музиката и пишаниот збор. Посетете го нашиот штанд на сајмот на книгата и одберете ги вашите книжевни фаворити. Или, ваше право на добра книга.